Почитувани граѓани, најавените мерки на владата за воведување на така наречената новогодишна кошничка е задоцнета и промашена, а ефектот од незината примена нема да го почувствуваат граѓаните. Прво затоа што дел од цените на производите кои што денеска се објавија во изминатите 10 дена, трговците веќе ги поскапеа. Таков е конкретниот случај со голем број млечни производи кои поскапеа во изминатите денови за 10 денари по килограм. Сега и доколку се намали цената, ефектот кај граѓаните е нула, затоа што реално не добиваат поевтини производи и нема да им се намалат месечните трошоци. Затоа што мерката е времена. На граѓаните им е потребна помош и поддршка постојана, а не само во одреден период. Нема механизам дека намалените цени ќе бидат реално спроведени, ниту пак механизам за казнување доколку трговците не ги почитуваат. Владата сама вели дека ќе мониторира и ништо друго. Со популизам за некакви договорни цени не може вистински да им се помогне на граѓаните. Ниту стрекни граѓани, ниту полна трпеза може да имаат со вакви погрешни политики. Повеќе ваквите мерки им одат во корист на трговците отколку на граѓаните. Очигледно власта не мисли како да им помогне на граѓаните. Вкупната вредност на синдикалната кошница во месец ноември се зголеми и достигнува 62.021 денар. Има ново зголемување за 772 денари во однос на минатиот месец. Семејствата се потешко ги покриваат основните трошоци и се принудени да се откажат од потребите кои до вчера им беа основни. Ова е резултатот на неспособноста и незаинтересираноста на владата на Мицковски, која ги игнорира проблемите со кои граѓаните се соочуваат секојдневно. Вистинските мерки кои што ќе донесат реално и долгорочно намалување на цените на производите е решението на СДСМ за укинување на ДДВ на храната. Затоа што вистински ќе се намалат цените на 250 производи, затоа што им одговара и на граѓаните и на трговците кои ќе почувствуваат и затоа што тоа намалување ќе биде на долг рок.